Жените од Добројци, Куклиш и Муртино, како и 6-та урбана заедница, ставија приоритети на своите населени места кои придонесуваат кон креирање на родово одговорни политики на локално ниво. Побараа реконструкција на Домот на културата во Добројци, улици, тротоари, одстранување на диви депонии. Нивните потреби ги слушна и првиот човек на општината, градоначалникот Костадин Костадинов, кој е дециден дека секој граѓанин е подеднакво важен во општината, а жените и нивните потреби се од круцијално значење и им вети дека во рамките на можностите ќе се заложи за нивно реализирање. Апсолутно, креирањето на развојните програми, креирањето на општинскиот буџет за 2022 година, уште во самата најава реков дека на секој можен начин по неколку канали комуницираме директно со граѓаните. Еве и ова форма во рамки на неделата на женски активизам заедно со жените од две населени места и една урбана заедница, 6-та урбана заедница од Струмица, комуницираме за проблемите кои што тие ги посочуваат и начинот како истите да бидат решени. Организација на жени од Струмица во периодот од март до октомври оваа година спроведе низ активности со жените од овие заедници со цел анимирање, поттикнување, мотивирање и јакнење на нивните знаења за надлежностите на локалната самоуправа и за вклучување во процесот на планирање и буџетирање со цел сите заедно да придонесат кон креирање на родово одговорни политики на локално ниво. Со представници од жените од населените места бевме кај градоначалникот, каде што ги доставивме приоритетите заедно со собрани потписи од населението од местните заедници, односно населените места од село Дабиле и Добрејци, и истите беа дадени понатаму на надлежните служби. Денешниот настане со цел да се повикани сите засегнати страни во делот на проблемите на кои што се однесуваат, со цел жените од населените места со кои што работевме да се информираат докаде е дојдено со решавањето на тие проблеми. За улогата и активностите зборуваше и координаторката за еднакви можности при општина Струмица со цел поголемо учество на жените во граѓанските консултации. Доставените барања од страна на жените во заедниците се во надлежност на другите сектори и буџетски програми, но јас како координаторка за еднакви можности на мажите и жените во општина Струмица ги застапувам истите пред надлежните раководители со цел да бидат земени во предвид, се разбира усвоени и реализирани во наредната 2022 година. Она што сметам дека е многу значајно и морам да го напоменам е тоа што во програмата за еднакви можности за 2020 година, значи ние ја прифативме методологијата според која работи Организација на жените за анимација и мобилизација на жените од руралните заедници со цел да се постигне поголемо учество на жените во граѓанските консултации за буџетирање и одлучување. Личната активност на Организација на жени се реализираше во рамките на проектот Биди активна, биди гласна, преку проектот спроведување на теренски иницијативи за заекнување за зголемено учество на жените во процесот на донесување одлуки.